Дождливо и студено летно утро го означи почетокот на нашето ново доживување. Патуваме кон дестинацијата која на сите ни е позната, но никој од нас не го знае понатамошното размислување и каква слика ќе создаде искуството од играчката инспирација. Белград е срцето на српската престолина. Град кој по бројот на жители е четврти во југоисточна Европа, а според неговата историја, која е подолга од 7000 години, се вбројува во еден од најстарите градови во Европа. Културата во Белград се гради низ повеќе културни институции, 18 театри, 22 оркестри, од кои 8 џез оркестри, 13 хора и 66 културни уметнички друштва, како и бројни манифестации. На годишно ниво евидентирани се 11.000 културни настани, театарски представи, концерти, изложби и перформанси, на кои учествуваат еминентни уметници од целиот свет. Една од најзначајните културни установи во Белград е Народното позориште, изграден во 1869 година, кога е одржана и првата представа посмртна слава на кнез Михаел. 51 година подоцна почнува со работа ново формираниот оперски ансамбл, а на 22 јануари 1923 година Орево Кршачка го означува почетокот на работата на балетот. Денес Народно позориште е спојна стара и нова архитектура, а во техничка смисла се смета за една од посовремените театарски куќи. Со полна амбиција и предаденост се нурнуваме во новиот предизвик. Се чувствуваме како пред празен простор кој треба да се исполни. Секоја нова сцена бара добра подготвеност. За да се направи комуникативен правец кој што го бара уметноста, потребно е да се создадат услови за совршено соживување со уметничкото дело. Гостувањето на македонскиот балет и македонските балетски уметници е евидентиран на неколку наврати. Првиот датира од 13 мај 1961 година, кога балетските солисти Јован Пашти и Елпида Паковска учествуваат во Белградското телевизиско студио. На сцената на Народното позориште во 1972 година со представата Дон Кихот, македонската прима балерина Натка Пенушлиска ја одбележува 25 годишната кариера. Низ годините македонскиот балет се представува со представите Зодијак, Пинк Флојд, Порги и Бес, Паралели и последното гостување во 2005 година со балетот Охридската Робинка Ташува. Со годинишната изведба на современиот балет 14 часа, свечено се прослави 25 годишнината од независноста на Република Македонија и 20 години билатерални односи помеѓу Србија и Македонија.
Мене ми представува особена чест и задоволство затоа што во годишниот прием на Денот на независноста го одбележавме со еден поинаков концепт со еден културен настан кој што одекна во етерот многу, поради тоа што македонската опера балет и современата балетска представа нуди еден нов дух, едни нови можности и затоа можам да кажам како амбасадор на Република Македонија, но исто така од сите од представниците на дипломатскиот кор, од сите политичари, од луѓето од јавниот живот кои што беа тука, беа воодушевени од представата, од емоцијата од представата, која што ја вдахна и од целокупната организација. Така да сметам дека културата како најголем дипломат треба да продолжи понатаму, заради тоа што само така може да се градат оние врски кои што секогаш ќе останат вечни. А овде во Србија македонската публика е голема, но истовремено српската публика доста ја цени македонската уметност. 25-та годишнина е голема слава и сметам дека заради тоа треба сите македонци да бидат на свој начин горди. Нашата Македонија од секогаш имала прекрасни таленти и многу добри писатели, артисти, режисери, пеачи, композитори. Еве вечерва видовме, нели, и балет, видовме еден дел од тој прекрасен спектар, палета на таленти која што ја има мала Македонија. Колку што е мала, толку е голема, затоа што навистина на цел свет може да му покаже во областа на културата и уметноста многу врвни достигнувања. Во публиката бројни личности од дипломатскиот кор, уметници, артисти, соработници, пријатели, критичари. Сите обединети во заедничкото доживување. Представата е прекрасна, многу ми се допадна, посебно тој спој на аргентински танго со наша македонска музика. Балетот е современ балет, остава многу можности за интерпретации. Divno je bilo, očaravajuće, držalo je pažnju sve vreme. Ne znam šta je bolje, da li muzika, da li koreografija ili režija divne Nataše. Nadam se da ćemo imati prilike i u buduće da vas gledamo ovde u Beogradu. Zaista sve pohvale. Evo, baš je bilo divno. Stvarno sam uživala, i glazba, i koreografija, i plesači, baš je bilo jako impresivno. Stvarno mi se dopalo. Pogotovo zato što sada radim sa Kirovom, jako je lijepo vidjeti njegov rad i divni ljudi, jako lijepo izgledaju na sceni i stvarno je bilo nekih jako lijepih trenutaka, pogotovo meni se najviše dopao tango između dva glavna igrača. Ja obožavam makedonski balet, znači mislim nije ovo prvi put da sam ih vidjela, tako da jako mi je divno da mogu da ih gledam i u Beogradu u Narodnom pozorištu i mislim lepa predstava sa makedonskom muzikom, autorskih tim koje dolazi iz Makedonije. Mene su se dotakli. Pošto vam je danas vaš dan, makedonski dan i zaslužuje ovako da se predstavi Makedonija u nekoj drugoj zemlji. I to je najbolji način kroz kulturu da se predstavlja. I ovo je zaista velika čast i za nas da smo vas ugostili u Nacionalnom teatru u Beogradu. Igor Kirov za nas nije više ni makedonski ni inostrani koreograf, on je već domaći koreograf u Srbiji. Mi smo imali prilike da gledamo predstavu u junu u okviru festivala koreografskih minijatura, evo sada ponovo, a mogu i da iskoristim već sledeću priliku da najavim i premijeru u Madlijanom operi i teatru. 8. oktobra ćemo se predstaviti Igor Kirov i ja, Aleksandar Ilić, našim novim baletom u okviru Balkan Dance Projecta Volume 2.
lepo je vidjeti također kolege na sceni, mi se svi poznajemo, naš svet je vrlo blizak, ovo je mala sredina, mali region i mi nekako volimo kada gostujemo jedni kod drugih. Инспирирано од дуетот Not Too Close на авторско-изведувачкото дуо Александра Мијалкова и Васили Чичијашвили, ова современо дело низ Синџир од 12 сцени ги разработува женско-машките односи преку ликовите на Лили и Марк. Балетот е суштинско преиспитување, недоверба и вечната дилема како дел од патот кој низ 14-часовната анализа не враќа во чистата љубов. Часа е современа една модерна представа која што веќе 2 години, ако не грешаме, на нашиот репертуар. И мислам не само ја, нико целиот ансамбл, сите што се учествуваме во таа представа, играме со задоволство, бидејќи тоа е различно од класичен репертуар, нешто друго што можеме да се отпуштеме малку повеќе негово класичен репертуар. Неколку пати сум имала можност да настапувам на сцената на Народно позориште во Белград. Сум играла и во други представи. Меѓутоа, значи денеска имавме посебен ден, бидејќи сепак се работи на државно ниво и за нас беше еден голем предизвик.
jedan jako sofisticiran rad, odlična ekipa igračka i jedna jako suptilna koreografija i režija, moderna, fantastično dizajnirana, uzbudljiva, tako da sam zaista uživala. Ovo je jako lepa prilika da ponovo vidim dragu koleginicu Natašu Poplovsku, rediteljku ovog baleta, zato što smo mi zapravo, evo sada se šalimo, prvi koji smo uspostavili bilateralne odnose, to je sarađivali još od 2011. godine na jednom jako zanimljivom projektu podržanom od Evropske unije Nevidljivi grad, koji smo izveli i u Makedoniji, i u Srbiji i tako dalje, tako da mi je posebno bilo drago večeras da naravno i vidim nju i Olgu Pango, koji su mi bile dragi saradnici. Искрено се радувам што веќе трета сезона представата 14 часа ги полни салите, не само во Македонската опера и балет, туку и надвор од Македонија, како што е вечера во Белград. Имавме прекрасна публика, која што ми се чини на вистина се сплотија со играчите и едноставно аплаузот и овациите после тоа се за мене најголемата радост. Интересно е што она што ја привлекува странската публика е токму нашите етнозвуци што се сплетени во музиката на Кирил Джајковски и самата кореографија на Игор Киров, која изобилува покрај современиот танци и извонредните движења кои он ги поставува, има нешто сепак нешто битово, нешто што како да кажам, коренот е изваден сепак од Македонија, се работи за четворица автори, покрај мене и Киров, тука се нели Джајковски и нашиот Александар Ношпол, и мислам дека ова е навистина репрезентативно дело со кое ја плениме публиката. Јас мислам дека со секое ново појавување на ова представа на било која сцена, публиката ја прифаќа со уште поголемо задоволство, со уште поголема желба да таа представа да продолжи понатаму. Мене ми е драго што ова представа веќе живее четврта сезона не само на нашата на матична сцена во Македонската опера и балет, него и сите гостувања кои што досега беа, including Белград и она што доаѓа понатаму. Секојаш ми е драго како публиката ќе го прифати тоа што ние како Македонско опера и балет или како кореографи тимот на луѓе кои што работат со мене го креираме, го ствараме и им го даваме на публиката да ужива. Јас како кореограф нормално мислам сум секојаш задоволен кога публиката пред се ќе го прифати тоа што јас го давам на нив.
Ја мислам дека има еден прекрасен тим на играчи, еден прекрасен тим на уметници кои што се даваат самите себе си во оно што јас им го дадов до сега, не само во не само во 14 часа, него и во Црвената соба и во сите останати делови со кои што сум работил, со правенците, солистите, ансамблот на македонската опера и балет, луѓе на кои што можам да се ослонам секогаш и знам дека секогаш кога и да зададам нова задача, нова представа, дека тоа ќе биде одиграно со максимум, со голема желба и со голема љубов, што е еден голем плюс за една национална куќа, особено кога ние си го зборуваме истиот јазик, кога се разбираме и комуницираме на исти јазик. Тоа е најдоброто што можеме ние како национален балет да го дадеме, тие на мене и јас на нив. Многу сум среќна што токму денот на независноста на Македонија го прославивме овде во Белград со представата 14 часа, која беше во една прекрасна хармонија, прекрасна изведба и македонскиот балет навистина се покажа на едно многу високо ниво кој што им удоликува. За мене е еден голем успех, ова е отварање на нашата сезона 2016-2017 и мислам дека многу плодно и успешно ни почна и се надевам дека целата година ќе биде таква. Она што сакам да кажам е дека повторно стапивме во комуникација со српската култура, со Национално позориште на Белград и во преговори сме со директорот на балет. Оваа комуникација, односно овој начин на соработка да го продолжиме со гостувања, со нивно гостување во Македонија, наше повторно тука, а можеби и некакви копродукцијски представи. Сликата е комплетна. На неја вткаена радоста и задоволството од успехот. За 14 часа ќе бидеме дома, со нови подготовки за ширење на чистата љубов на нови простори.